Веќе 20-та година поред во Прилеп на спортскиот аеродром кај селото Мало Коњари се одржуваат европски и светски надпревари во воздухопловно моделарство. Овие денови се одржува Европското јуниорско првенство во организација на Воздухопловната федерација на Македонија и клубот Фил Феникс од Прилеп. На првенството учествуваат 19 држави со околу 200 надпреварувачи. Одличните термички услови се причина ова место да биде центар за организирање на голем број меѓународни надпревари од овој спорт. И потврдено е дефинитивно, мислам, од сите, еве денес тука и председателот на подкомитетот на ФАИ, кој што го потврди укажувањето на сите досега кои што дошле на Прилепскиот спортски аеродром, дека дефинитивно локалните метео услови, орографија на терен, отсуство на препреки, да не речам контролиран ветер кој што се појавува тука, навистина придонесува овој терен да биде посебен и специфичен и ценет од сите кои што доаѓаат тука. Имаме летови, високи летови, имаме летови во кои што и самата дисциплина и категорија на модели на слободен лет укажува на тоа дека моделите откако ќе бидат лансирани, тие слободно летаат без далечинска команда, што значи доколку имаме ветер јак или во непожелен правец, тогаш најверојатно секогаш ќе има проблеми. Такви проблеми на Прилепскиот спортски аеродром нема. Тука има доста отворен простор без многу обструкции за летањето. Во Прилеп сум за прв пат. Организацијата е одлична, условите за летање исто така. Задоволен сум од досегашниот тек на надпреварот. Јас доаѓам од Велика Британија и кога лета модели кај нас, условите за летање не се ниту одблиску добри како тука. Целта на овој спорт е моделите да останат што е можно повеќе во воздухот, барем 3 до 4 минути. Учесниците од странство велат дека теренот во Прилеп е одличен за организирање на ваков вид надпревари. Некои се тука за прв пат, а голем дел од нив тука доаѓаат веќе со години. Ова е прекрасен спорт. Како што може да видите, има многу луѓе за овој надпревар. Ова е инаку тежок и скап спорт. Моделите се скапи и треба да се тренира постојано. Треба многу напорно да се работи. Пример, еден ваков модел се движи од 1000 до 3000 евра. За да се занимаваш со овој спорт треба да имаш многу трпение. Треба да знаеш кога да го полетеш моделот и пред се да станеш многу рано за да леташ. Се занимавам со овој спорт веќе 13 години. Имав само 5 години кога со мојот татко заминавме за прв пат на аеродромот и тогаш го засакав овој спорт. Се надпреварувам во F1 категоријата. Ова е одличен спорт за младите генерации. Условите за летање на спортскиот аеродром во Прилеп и поволните ветрови се главниот адут за одржувањето на овие првенства. Веќе 10 години се занимавам со овој спорт. Овој спорт го сакам затоа што имам љубов кон воздухопловството и љубов кон моделите. Ова ми е второ европско првенство, претходно сум учествувал и на 2 светски првенства, тоа јуниори, сум учествувал и во светско сениорско првенство во Унгарија минатата година. Се надевам. Посебноста во овој спорт е тоа што има нешто што мене ме привлекува и што едноставно од прв пат кога видов овој спорт се заљубив одмah во него.
Веќе 5 години се занимавам со овој спорт и бев мајстор на спортот во 2017 година. Ова го наследив од дедо ми кој е и мој личен тренер. Многу ми се допаѓа да се занимавам со аеромоделарство, затоа што тука сме сите собрани од многу држави од светот и се дружиме помеѓу себе. Надпреварот кој што започна на 30 јули завршува денес, кога ќе бидат доделени и наградите за најдобрите.